Добро утро во Обштествена сцена. Денеска ни е гостинка уште една успешна македонска режисерка Дина Дума, чиј што филм, дебютантски филм Сестри е селектиран на фестивалот во Карлови Вари, еден од најстарите од А класа филмски фестивали во светот. Добро утро, Дина Дума. Благодарам што дојдовте во нашето студио за да поразговараме еве за овој за овој ваш филм, кој што е дебютантски игран филм, нели? Просто не можеме да ве постигнеме колку успеси постигнувате овие денови. Особено ми е драго младите филмаджи на фестивалите. Па не можеме да ве угостиме со таа брзина, стигнуваат вестите за вашите успеси. На почетокот, еве, дали очекувавте дека, нормално дека посакувавте штом сте го испратиле филмот, нели, да конкурира таму во таа селекција? Тој е избран во програмата што се вели Исток кон Запад, така? Да. Па ќе ве замолам еве на почетокот да го објасниме каква е таа програма, да кажеме дека е таа официјална програма во која што филмовите конкурираат за наградите. Да, значи оваа програма е една од двете главни програми што се надпреварувачки. Практично филмот ќе се надпреварува со други 12 филмови за 2 награди. И станува збор за компетиција која што е специализирана за прв и втор филм. Тоа е специфичното за неја. Добро, дали имаше и некои други пропозиции во овој дел, кои земји таму се надпреваруваат, колку филмови се во конкуренција? Значи, како што кажав, 12 филмови се во конкуренција и станува збор за филмови од источниот блок. Источна Европа, практично. Источна Европа, така. Да. Тоа што е денеска Источна Европа, добро. Сега да кажеме и за филмот, мислам дека е редно, односно за вашата екипа. Продуцент е Марија Димитрова од Лист филм и целата екипа е практично многу млада. Точно, целата екипа е многу млада и за сите овој филм всушност беше дебютантски филм за поголем дел од креативниот тим, тоа беше прв филм. И можам да кажам дека наистина ми е драго, затоа што целава екипа работиме од студенти заедно и некако се случи долгометражниот филм да го снимиме заедно и особено ми е драго ради тоа. Дали дел од успесите, еве ќе речам не само на вашиот филм, туку и на еве и на Марија Апчевска и така натаму, е дел се должи на тоа што вие некако внесовте една свежина или нов авторски ракопис во македонската кинематографија кој што комуницира некако и со европската публика и со оние, нели, филмски луѓе кои што одлучуваат кога се работи за селекциите во големите фестивали. Што е тоа ново што го внесовте? Што е таа свежина? Што е не би можела да кажам што е тоа што сме го внеле, меѓутоа можам да кажам дека веројатно има врска тоа што се занимаваме со современи теми. Значи теми кои што веројатно се некако привлечни и едноставно ги интересираат и Европа интересираат да ги слушнат тука. Веројатно се некако автентични. Да, за овој регион. Излегувате од некои теми кои што беа доминантни во претходниот период и влегувате во една друга фаза. Кога сме кај темите, еве филмот е по ваше сценарио? Точно, да. И на Мартин Иванов. И на Мартин Иванов. Па не би било лошо еве да слушнеме неколку збора плюс од она што се знаеше онаа реченица дека се работи за две сестри тинејџерки кои што нели се пријателки, па нивното пријателство ќе биде доведено во прашање кога ќе се соочат со некои животни ситуации. Да, во суштина станува збор, ја обработува, значи, темата на токсично пријателство. Меѓутоа, исто така, во својата суштина станува збор за сайбербулинг и врсничко насилство, што многу е честа појава кај младите. И некако јас се избрав таа тема бидејќи мене ми е блиска. И би сакала, значи, со овој филм да некако тоа допре до публиката.
Ја истражувавте таа тема, ја искусивте на своја кожа? Значи, мене ми е блиска затоа што јас имам искусено како тинеџер. Да. И заради тоа ми е блиска, меѓутоа и некако во целото ова пишување и низ целиот овој процес на правење на филмот, ја истражив дополнително и сватив дека на вистина тоа е нешто што е присутно се повеќе кај тинеџерите. Дали одевте на некој можеби тренинг или за пишување сценарио, бидејќи сепак сега режијата подразбира еден сет на вештини, способности, размислување така натаму, а ова е сепак друг еден занает. Да, значи бев на програмата LIM, Less is More, и на Нипков, тоа е резиденција што трае 3 месеци во Берлин. И на тој начин, значи, се развиваше сценариот и се пишуваше. Добив доста помош, да кажам, од тој сегмент. И... Да, сега сте веројатно веќе посигурна да влезете, например, и во ново сценарио да напишете. Да, дефинитивно. Добро, дали очекувате дека ќе се случи нешто по ова учество на Карлови Вари? Тоа сигурно ќе се случи, бидејќи селекторите на стотици филмови во светот одат по тие големи фестивали и таму ги избираат филмовите што ќе ги прикажат на своите фестивали, исто така во селекции за разни награди. Па каков живот му предвидувате на вашиот нов овој прв филм? Да, пробувам да немам некои очекувања. Значи би сакала, секако да прошата филмот, да стигне што е до можно поголема публика. Меѓутоа не би сакала премногу да се надевам, затоа што знаеме дека ни демне можда нов сој на коронавирус и не знаеме што ќе се случи, затоа што минатата година се соочевме со откажување на сите фестивали и тоа беше прилично тешка година за нас. Да, кога сме кај пандемијата, да кажеме и тоа, вие филмот го снимавте на локација во Скопје, така? И го завршивте во моментот кога всушност почнуваше пандемијата. И потоа целата постпродукција се одвиваше во пандемиски услови. Точно. Како изгледаше тоа? Неописливо едноставно. Мислам, никогаш не си замислував дека такво нешто може да се случи. Секако има притисок, значи да се направи филмот додека се прави да се заврши. Да се заврши. Меѓутоа дополнителен притисок беше и тоа што се случуваше. Навистина на многу чудно искуство. Да, тоа беа оние први месеци каде што да. Никој во светот практично не знаеше што се случува, што ќе се случи, како тоа ќе се одвива. Вие потоа седнавте во монтажа? Ние седнавме во монтажа и баш мислам се случуваше да останеме на работа и да излеземе надвор со оние пасови што беа и надвор нема никој. Немаше никој, да. И си одиш дома и наредниот ден пак доаѓаш и си одиш и само слушаш некои вести лоши, се откажуваат фестивали, беше едно чудно искуство, морам да кажам. Да, но сепак успеавте и да го завршите филмот и да стигне тој да конкурира на фестивал. Сакам уште еднаш да ве навратам, Дина, на оваа тема за младата македонска кинематографија, младите автори во македонската кинематографија, бидејќи некој пресмета дека во последниве неколку години македонските филмови заминале на околу 220 фестивали и добиле 59 награди. Дали е тоа еден генерацијски тренд? Или е тоа само заради темите кои што се посовремени? Значи, тоа не би знала да го кажам зошто. Веројатно е тоа затоа што се даде шанса на млади луѓе да прават филм од агенција за филм. И мислам дека тоа сега се гледа како резултат, претпоставам. И се надевам дека само тоа ќе продолжи и ќе се даваат шанси на млади луѓе и на кратки филмови, значи многу е битно тоа. Се даваат шанси и на кратки филмови, меѓутоа и на дебютантски филмови на млади луѓе. Да кажем и тоа, филмот е копродукција со Црна Гора и со Косово. Точно. Кај нас е многу тешко да нема копродуценти, бидејќи сепак филмот е скапа работа. Да. Но ете агенцијата, како што велите, се отвара и за младите автори. Јас многу ви благодарам и ви посакувам успех и ви честитам на овој успех.